Министерството за труд и социјална политика денеска соопшти дека ќе се менува законот за заштита на децата. Со измените не се укинува надоместокот за трето дете, туку се унапредува во право на користење на надоместок за прво, второ и трето дете. На овој начин се проширува правото на користење еднократна парична помош за новороденче и се дава можност за тоа и за второроденото и за третороденото дете. Исто така, како што појаснуваат од Министерството за труд и социјална политика, се прави прогресивно зголемување на износот. За прво дете висината на еднократната парична помош предвидено е да изнесува 5.000 динари, за второ 20.000 динари, а за трето новороденче 60.000 динари. Истовремено, освен што ќе добиваат еднократен надомест на сите семејства кои се со минимални приходи и корисници на социјална помош, им се овозможува пристап на правото за детски и на образовен додаток, чија крајна цел е да се намали детската сиромаштија. Во соопштението од Министерството се наведува дека додатокот за трето дете, кој беше наменет со цел зголемување на наталитетот, според податоците немал никаков ефект. Стапката на наталитет, според податоците, опаѓа од 13,3 во 2001 година до 11,1 во 2016 година. Од Министерството исто така вела дека овој додаток не бил наменет за сиромашните лица, односно додаток за трето дете добивале семејства кои се во многу добра економска состојба и немало никакво ограничување ниту потреба во однос на ова. Промените кои ги направивме ги отстрануваат овие проблеми и парите се насочени кон вистинските групи граѓани. Во држава со стапка на детска сиромаштија од близу 30%, многу извори покажуваат дека не е целисходно да се издвојуваат толкави средства без при тоа значително да се влијае на намалувањето на сиромаштијата, се наведува во соопштението. Како што се додава, стекнатото право на родителски додаток за трето и четврто дете ќе продолжи да се остварува. За трето дете до завршување на периодот од 10 години, а за четврто дете и кај единствениот родителски додаток до завршување на периодот од 15 години. Промените се однесуваат на новите корисници, истакнува ресорното министерство и дополнува дека правото на родителски додаток за трето дете ќе може да се остварува и понатаму, во периодот од 10 месеци почнувајќи од денот на влегување во сила на овој закон. За исплата на родителскиот додаток во 2017 година биле потрошени 2.643.706 динари.